Добар ден! Време за петочното издание на Отвореното студио 1. Почитувани, добре дојдовте и како и секој петок, така и сега се дружите со мене и со мојот колега Владко Чаловски, кој пак во продолжение ќе ве поздрави и ќе ве информира што се ќе содржи ова маратонско отворено студио. Така, денес се дружите со нас, да видиме што е оно што не чека во терминот од 14 часот до 23 часот, од кога трае нели ова отворено студио на 1 ТВ. За почеток ги изделуваме секако оние поенти, хайлайтси, како сакате наречете ги, од гостувањата во студиото од вчерашните термини. Со Чомовски разговараше министерката за одбрана Радмила Шекеринска, како и аналитичарот Мехмети, а со колегите Антонио Крстевски и Елена Милошевска разговараше Љупка Гугучевска од ДИК. Ке погледнеме накратко барем оние, како што би рекле ние, најважни парчиња или барем некои од поентите, а секако целосните разговори ги гледате на YouTube каналот на 1 ТВ или пак на сајтот 1tv.mk. Во 15:20 часот се враќаме со Јана овде во живо од студиото со господинот Екрем Долек, кој што е председател на Комората за трговци. Ќе зборуваме за оној закон за пазари, условно кажано, така барем е познат во јавноста, неговото одложување. И секако во 15:40 овде во студиото го имаме колегата Дејан Андоновиќ, со кој што ќе поразговараме за темите од светот кои што се во фокусот на јавноста. Во 17 или нешто пред 17 часот се враќаме овде во студиото со господја Билјана Јовановиќ од Велес на тема надри лекари, природна медицина за спас или пак само шарлатанство. По забавниот дел, кој што е стандарден во термините во отвореното студио, Вучиќ, потоа ексклузив, како и Сергеј Варошлија, во студиото ќе ве дружи колешката Јадранка Костова, а прва тема на која што таа ќе разговара е сообраќајните прекршочни казни, дали тие само го полнат буџетот или навистина служат како еден вид коректив, барем во сообраќајот. Нејзин гостин е началникот на сообраќајната полиција Дејан Трајковски. Во централниот дневник гостинка Сабина Факиќ, а потоа од 21 часот следи авторската емисија Спорт 1. Бидете со колегите од Спортска, таму се делат вредни награди, а во 22 часот продолжува отвореното студио. Гостина Јадранка Костова, се извинувам, е Петар Гошев. Секако во текот на отвореното студио ги имате сите информативни изданија, вестите, ќе погледнеме што колегите од информативна имаат подготвено денес за вас. Така накратко би се движел овој ден, а почнуваме со ред. Јана, повели. Така е, оно што за почеток на ово отворено студио 1 го издвоивме како дел од вчерашното гостување на вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска кај колегата Александар Чумовски. Имено Шекеринска зборуваше, односно одговараше на многу прашања за многу тематики. Една од нив беше и како законот за јазици предвидуваат да се имплементира конкретно во армијата на Република Македонија и во однос на униформите и во однос на давањето наредби од страна на воените лица и сите тие аспекти содржани. Меѓу другото, Шекеринска исто така одговори во однос на оние калкулации кои што се прават во незината партија, секако во пресред на председателските избори. Беше запрашана и дали очекува дека може да дојде до женска трка, ако може така да се нарече, во председателската кампања, па во продолжение да ги слушнеме овие два извадоци од вчерашниот разговор. Во поглед на униформите, мислам дека нема да имаме големи проблеми. Ова прашање е едно од прашањата кое го упативме до Венецијанската комисија, без тоа прашање да го ставиме во законот. Значи, заедно со целиот закон за употреба на јазиците, ставивме и одредба околу која сакаме Венецијанската комисија да каже свој став. Меѓутоа, ако отидете во било која касарна и ако пореално погледнете по униформите, има две информации кои што се напишани на неа. Едното е името на припадникот, другото е името на државата. И едното и другото некои го имаат на кирилица,
некои го имаат на латиница. Кога заминуваат во мисии, сите ги ставаат своите и имиња и државата на латиница. Така што не мислам дека прашањето на употреба на јазикот на униформата е прашање кое многу ќе влијае реално на животот и работата на војниците и на офицерите. Те ги прашале генералите и командниот кадар албанци како издавате наредби, легни, стани на македонски, на албански, на американски и така натаму? Во тој дел реално нема дилеми. Значи, бидејќи се работи за армија, како по примерот и на другите армии, еден е јазикот кој што ќе биде во употреба и нема да има двојазичност во наредбите, бидејќи тогаш армијата навистина тешко би можела да функционира и тоа прашање дури не беше номинирано. На почеток ми одговорите категорично не, односно за кавгата, евентуална делбата на СДСМ и ДУИ. И јас искрено со долгогодишната пракса знам дека е ова една политичка играрија, едно интриганство на позицирање пред председателските избори. Но не е за подценување да добијам од вас еден коментар дека Ахмети не иде на свадба непоканет. И второто, зошто сакате едно општество, а на своја партиска конвенција ќе одберете, условно кажам, партиски профил на свој председателски кандидат? Прво, партиската конвенција ќе избере кандидат кој ќе го поддржи СДСМ, што не значи дека тој однапред лицитираме и дефинираме дека ќе биде партиски, надпартиски, непартиски. Ние треба да го избереме кандидатот зад кој нашата партија ќе застане. Ние не сме наивни луѓе. И не е ова партија која прв пат излегува на председателски избори. Не само со ДУИ. Ние ќе водиме разговори со сите наши коалициони партнери со кои дури минатиот пат и заедно излегавме на избори. И јас не мислам дека СДСМ, како голема политичка партија, било кога смее да си го дозволи луксузот да мисли дека сама треба се да одлучи. Ние во 2016 година, иако бевме критикувани од многумина, дека сме направиле преширока коалиција пред изборите, успеавме да направиме владино мнозинство заради таа одлука. И јас не мислам дека сега, кога работите се поизвесни, сега треба да им кажеме на тие партии, на тие луѓе, на тие поддржувачи, сега не сте ни потребни. Верувам дека во политиката и во тие партнерски односи мора да чуваш и образ, мора да чуваш и некаков базичен ферплей. И ние овој месец ќе дискутираме со сите наши коалициони партнери. И убедена сум дека на свадбата ќе бидат сите поканети. А гостин во Централниот дневник, аналитичарот Ибрахим Мехмети за сите оние калкулации кои што се прават во коалицијата СДСМ и ДУИ за предстојните председателски избори, односно кому му се потребни гласовите и на македонците и на албанците, за каков кандидат двете партии ќе се залагаат. Барем дел од мислењето на Мехмети од Централниот дневник гледаме во продолжение. Помалку јас сум изненаден од ова ситуација во која СДСМ на своја конвенција ќе бира свој председателски кандидат, иако нема да бидам изненаден ако биде албанец или и со Ахмети тоа го промовираат. Но она што ми е симптоматично во коалицијата, двете стожерни за кои комотно се однесува Ахмети, како што вели неговиот пратеник, а тоа е НАТО и јазикот се заеднички дострелени на оваа владина коалиција. Ќе го делат колачот во председателската кампања? Очигледно така ќе испадне на крај и ја мислам дека тоа нема да биде во полза ни едниот на другиот, особено на СДСМ, бидејќи албанските партии, вклучувајќи и ДУИ, секако не очекува дека нивниот кандидат може да победи во вториот круг, барем сега за сега. И логиката е дека повеќе на СДСМ му требаат гласовите на албанците, отколку на ДУИ во случајов. Дали Ахмети игра на карта, чека да го проверам Заев, колку уште има доверба во албанското ткиво, бидејќи пред 60.000 гласови освои. И дали со мобилизацијата на албански кандидат, меѓу другото, сака и таков рейтинг? Може и да се гледа и од другиот агол, дека Заев вика, јас
добив албански гласови на локалните избори и на парламентарните. Анкета покажува дека он ужива, речиси, еднаков рейтинг кај албанците, колку што има и ДУИ во моментот, како најсилна партија. И може би сакат да го провоцира Ахмети и да каже дека немојте да играш со гласовите на албанците, оти тие се веќе на моја страна. Може и тоа да биде. Не верувам дека Ахмети толку има во случајов аргументи колку што има Заев, бидејќи он е попопуларен кај албанците колку што Заев. Јас и ти доволно следиме овие политички рулети, секогаш има ваква тензија и на крај албанците го избираат кандидатот што македонците ќе го номинираат и мислам дека и овој пат тоа ќе се случи. Но дали постои политички мотив на оваа тензија истовремено се распишат и парламентарни избори? Па може и тоа да се помисли, иако мислам дека нема да биде така лесно да го оправда тоа пред јавноста и пред меѓународниот фактор кој што е очигледно многу заинтересиран за тоа што се случува со оваа влада, бидејќи и они вложија доста напор да дојде до ова. Така да не верувам дека толку ќе се опуштат, толку ќе бидат комотни двете партии да играат на таа карта, бидејќи тоа може да ги кошта повеќе во долг рок. А во пресред секако на председателските избори што не очекуваат, во вчерашното отворено студио 1 беше гостинка и портпаролката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска. Меѓу другото беше запрашана за прочистувањето на избирачкиот список. Дали е прочистен или е се уште со недостатоци. Меѓу другото, Гугучевска говореше и, односно се осврна и на фантомските гласачи, секако и за ажурирањето на избирачкиот список, па во продолжение ќе слушнеме дел од нејзината изјава. Претходните избори, без разлика дали станува збор за референдум, председателски и парламентарни, најчесто граѓаните се жалат и понатаму дека сепак најголемиот проблем се фантомските гласачи. Дали досега можеби веќе пријавиле гласачи дека нели на нивната адреса имаат како што велат повеќе, до некаде дури до десетици луѓе регистрирани и како дали вие како ќе се справите со овој проблем за време на изборите председателските кои што доправо нели предстојат? Една од главните функции на Државната изборна комисија е токму ажурирањето и водењето на избирачкиот список. Ние тоа го правиме не само во тек на изборен процес, туку постојано. Значи ние сме професионално тело кое што работи постојано и помеѓу другите задачи има и таа ажурирањето на избирачкиот список. Тоа се прави на дневна основа, врз основа на промените во статусот на избирачкото право на гласачите или пак промените во нивните лични податоци. Тоа го правиме преку соработка со останати државни институции, меѓутоа и во соработка со граѓаните лично. Тие можат да поднесуваат своји барања за запишување во избирачкиот список, за бришање на податоци или пак за промена на податоци во истиот. Токму во таа насока се однесуваше и апелот кој што го упативме до гласачите вчера, кој што ја сега би сакала да го повторам. Би сакала да апелирам сите да си ја проверат важноста на своите лични документи и доколку истата е до датумот на одржување на председателските избори, веднаш да аплицираат за нови лични документи како би можеле да бидат запишани во избирачкиот список. Секако соработката од гласачите ни е битна, особено за време на јавниот увид во избирачкиот список, кога тие можат да извршат увид во нашите подрачни оделенија и канцеларии, како и на веб страницата на ДИК електронски и да поднесат своји барања за запишување, бришање или промена на податоци во избирачкиот список. Еве назад во живо од студиото, а изминатиот период, она што беше главна тема внатре во законодавниот дом е секако новиот состав на антикорупцијската комисија, која речиси година дена работи само со 20 членови, кои што пак и знаеме веќе нели од оние гостувања во студиото дека тие 20 членови воопшто не одржуваат состаноци, не работат сами внатре, но еве антикорупцијска добива нов состав. На линк имаме колешката Весна Велкова од Собранието. Весна, повели кој е најновиот развој на станите, што се случува, има ли дефинитивен состав на антикорупцијската
комисија. Да. Да, Чаловски, имаме ранг листа на антикорупционери за која заседава овдека собранието, нели, во теке собраниска седница, на која се расправа за новиот состав на антикорупцијската комисија. СДСМ ДУИ, независната пративничка група на ВМРО ДПМН и сега ВМРО ДПМН најверојатно ќе дадат сите согласност за новиот состав и таа ќе биде избрана без никакви расправи. Во меѓувреме се знае веќе дека Билјана Ивановска ќе биде председателка на антикорупцијската комисија и за прв пат жена ќе стои на чело на оваа комисија. Потоа се знаат и имињата на антикорупционерите, на новите антикорупционери. Тоа е Владимир Георгиевски, кој доби најмногу 100 бода од оние бодови интервјуа што во изминатите 4 дена се водеа овде. Тој е државен советник на секретаријатот на антикорупцијската комисија. Потоа е Совка Пејовска Дојчновска, раководител на сектор за спречување на корупција и судир на интереси. Овие двајца членови, се старо нови членови, веќе имаат работено во антикорупцијската комисија. Потоа ревизорката Катица Николовска, Нури Бајрами од општина Гостивар, Горан Трпеновски новинар и Салај Шемши од општина Врапчиште. Ова е составот, ова ќе биде новиот состав на антикорупционерите, како што рече Јован Митревски одовде од собраниската говорница, овие 7 членови треба да се справат со корупцијата во Македонија. Инаку претходно на Комисијата за избори и именувања оваа ранг листа без расправи, без никакви расправи, значи за составот на комисијата помина, односно беше ранг листата предложена на собранието. Да слушнеме што кажа председателот на Комисијата за селекција Мухамед Зетири. Успешно ја завршивме работата со интервју со 57 кандидати кои ги исполнуваа условите. Информација и записник од нашата работа ви е испратено како председател на Комисијата за избор и именувања. Мислам дека ова е прв случај и треба да се поздрави на ваков транспарентен начин да се изберат членови на едно регулаторно тело. Во оваа прилика сакам секако да се заблагодарам и на представниците на невладините организации и Сдружение на новинари и останатите институции кои што помогна со нивните прашања и учествува во нашата работа неколкудневна. И мислам дека е направен најдобриот можен избор. Да, инаку овде во моментов од собраниската говорница се обраќа координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски и тој со позитивен однос кон оваа ранг листа, односно за новиот состав на антикорупцијската комисија. Наскоро се очекува и гласањето. Потоа заклетва треба да дадат новите членови на антикорупцијската, односно новите антикорупционери овде во собранието. Студио? Така, Весна, она, освен ова што не избрифира, исто така предвидено е, чинам, во законодавниот дом, нели денеска, да бидат фактички Џафери да ги распише председателските избори. Во 17:30 часот, тоа потврдено ли е? Да, има мали корекции, значи одовде од собранието велат дека распишувањето на председателските избори Џафери ќе го направи во 18 часот, а потоа треба да даде нели изјава за јавноста. Така беше кажано 8 февруари, токму затоа и се брзаше целата оваа постапка со антикорупцијската комисија, председателските за време на председателските избори да има антикорупцијска комисија. Значи се очекува распишувањето, секако дека собраниските служби го потврдија тоа. Студио? Весна, одовде ти благодариме за твојата анализа, редовно во студиото. Благодариме уште еднаш, Јана, за поздрав, она што е во антикорупцијската. Сега имаме новинар Горан Трпеновски. Така, Горан Трпеновски, познат како Трпе. Како Трпе, да. Да, ревносен исто така во последниот период собраниски известувач и да, дефинитивно е за поздрав. И да се надеваме дека овој нов состав Чаловски ќе биде и потранспарентен. Така, апсолутно примарно. Тоа, добро, на Весна и се заблагодаривме. Ќе ви се заблагодариме во овој барем прв блок на отвореното студио и вас почитувани гледачи. Сега за кратко следуваат вестите на Еден ТВ, заедно со колегата Александар Петрески, а ние се гледаме нешто по 15 часот.